Во Министерството за труд веќе се работи на изработка на новиот нацрт закон за мобинг, во кој на иницијатива на ЛАК Агролидер треба да влезе и поимот политички мобинг или вознемирување на работното место. Според истражувањето, фрапантни над 90% од испитаниците вработени во државните институции или јавни предпријатија рекле дека тие или нивни блиски биле изложени на овој вид на мобинг. Додека пак на прашањето зошто не го пријавиле овој мобинг, одговорот бил недовербата во судството и стравот од загубата на работното место. Бидејќи имаше повеќе од 30% побарувања за измени и дополнувања, веќе се работи нова верзија на законот, кој што дополнително пак ќе биде дискутиран на работните групи и ќе биде представен пред пратениците, како и пред клубот на пратенички. Членки на клубот на пратенички, како и советнички од општините Прилеп, Криогаштани и Долнени и вработени во јавните институции, одржаа средба во Долненското село Ропотово, каде беа изнесени предлози и препораки, кои понатаму треба да се внесат во законот, се со цел спречување на овој негативен тренд кај нас. Докажувањето на политичкиот мобинг е навистина тешко. Тоа е познато од пракса, но не смееме да заборавиме дека во услови на едно исполитизирано општество и тоа како е присутно, и затоа треба да се справуваме и да наоѓеме решенија за да час поскоро настанува искоренување на оваа појава, како би сите вработени на своите работни места би можеле суштински да го работат она за кое што се првенствено на работа, а не да се занимаваат со проблеми кои што значат вознемирување на работно место од било каков карактер. Ние жените единствено, гласно и одговорно и со безрезервна поддршка една кон друга, посебно жените кои што се актуелни политичарки, можат од различни облици да влијаат врз спречувањето на мобингот врз жената во политичкиот живот. Во законските измени се бара и да се укине времетрањето и докажувањето на мобингот кое што сега изнесува 6 месеци. Овој проект е имплементиран од NDA, а финансиран и поддржан од шведската агенција СИДА.